Со првиот детски долгометражен филм Стела, неодамна беше отворен филмскиот фестивал Синадес. Петар Манич ја има главната улога во првиот детски филм и тоа беше доволна причина да го поканиме семејството Манич со нас во студиото во Репортер. Томислав, Петар и Александар Манич, гости со мене во Репортер и со 3 генерации Манич сум сигурна дека ќе имам одличен муабет. Добро дојдовте. Добро ден. Поводот за овој разговор секако дека ќе му дадеме предност на Петар Манич, кој што игра во првиот детски долгометражен филм Стела. Петар, како си? Супер, вие? Па одлично, без тоа виете. Ама добро, домашно воспитување. Пред да почнеме за филмот, кажи ми, пошто го правиме на ден-два пред започнување на школскава година од 1 октомври, се спремаш ли за онлайн наставата? Па, кога како, затоа што цело време викаа дека ќе учиме еден ден да, еден ден не. Се логираше ли на платформава? Да, се логирав. Едва и 3 пати падна, ама успеав. Добре. И сега чекаме. Во која школа учиш? Кочараци. Колку години имаш? 14. Како? Што велат твоите врсници за тоа што сега си популарен? Сте навикнали? Па, не може да кажам дека сум популарен, ама... Петар, како се снајде во улогата на Никола во филмот Стела? Па, вака, во Никола кога ми ја дадели улогата за да го глумам Никола, прво не е улогата нешто многу за да работиш на нејзе и лесно беше да се најдам, мислам, во улогата и да ја глумам, затоа што немаше некои тешки посебни работи што требаше да се прави со Никола, како улога. Во улогата на Никола играш дете чии што родители постојано се караат и тој бега од дома по утехата ја наоѓа нели во Стела. Како беше да се одигра улогата на несреќно дете кое што заминува од дома? Секојдневниот живот во школа и искачање надвор, цело време има некој што има такви родители како на Никола и можеш да видиш како нив им е стварно, иако колку и да глума дека се среќни, се гледа дека не им е добро. И може да кажам дека од секој ден гледање може да се примети и може да научам како се глуми тоа. И така го изглумив, зашто не е добро да си има такви родители. Многу ми е жал за тие деца што... Ама за жал, се повеќе сме во близина со такви ситуации. Добро, Никола е постојано со куќето Стела. Како беше да се одглуми, да се одигра близината со куќето? Па, можеш ли со Стела, можеш ли да се сетиш на некои моменти кои што ти оставиле впечаток за време на снимањето? Како успеа да се зближиш со Стела? Кога ми кажа дека ќе играм улогата на Никола, секако затоа што Стела е исто главен лик во филмот, отидовме да ја видам Стела за прв пат и кога ја видов Стела за прв пат, не ќе да се доближам, зашто изгледаше многу страшно. Ама видов дека е мила, ми е адресирана, не е бесна. Таква беше и на снимањето. И полека со дресер се научи Стела се научи на мене и за да ја адресира така што мене ми дадоа дуксер кој што ми рекоа носи го 3-4 дена дома кога си вака по дома, после соблечи го и дајни го. И они го користеа дуксерот за да ја адресираат Стела да иде помојот мирис за да оди цело време до мене, затоа што во филмот сум цело време со Стела. И така се со Стела. Така се зближивте со како внук на пејачката легенда Томислав Манич, ама и како син на државниот првак Александар Манич. Каде си ти тука некаде во средината и сметаш ли дека треба да го продолжиш нивниот пат на едниот или на другиот? Вака, ќе го продолжам патот, ама нема или неговиот, него свој. Својот, така? Да. Знам дека и ти си пливачка код... Да, нешто разбрав дека си бил подобар од таткот и не знам... Тоа точно манда? Ќе биде, има така? уште. И добро, сега во оваа генерацијска разлика со која што и јас сега се обидувам некако во разговорот да се најдам на сите 3 места, кога сме веќе кај годините, господинот Томислав Манич е роден 1933 година. Добро дојдовте во студиото. Во јануар 88. Во јануар ќе полните 88. Како се држите за вака Со стап. со стап добро, ама пак успеавте 3 спрата да ги качите пешки? Вака, едно што ми моментално падна, и гледам двајцата, и внукот и синот. Ја, како ученик во негови години, како што ми е внукот сега, играв фудбал. И скршив рака еднаш
И уште еднаш, иначе сакав да бидам фудбалер. Кога синот исто у исти скоро години, млад, он па со мотор испод автобус, двете раце, а веќе беше пливач. Сега внукот не помина у скоро исто годиште, он па нога скрши. И сега размислувам дали е тоа природно или е наследно. И ќе мора да ми одговорат после емисијата, пошто прв пат зборувам за овој проблем, да ми кажат дали е тоа наследно или невнимание. Но благодарение на мојата рака скршена два пати, не стана фудбалер, али затоа се префрли да пеам и да глумам у негови години и станав глумец. Како прв клас гимназија и има голем успех. За да пред 10 години повторно ме Пиротскиот театар повика да уште една улога одиграм, али у овие години мои стари. И како се снајдовте во овие години? Повторно Па на толку се снајдов, таските што така живот се значи? снајдов да представата без мене не можеше да се одигра. Сака алтернација, меѓутоа публиката во Пирот не сакаше да оди. И уште едно интересна работа да кажам, по прв пат кога глуме по Зона Замфирова, татко ми и мајка ми прв пат одат во театар да ме видат како глумим. И представата завршува, ме чекат надвор и ја го прашувам татко ми како ти се допадна представата, ја играм Поте Чиракот. Татко ми каже убава представа, рекоа ја, па ја тебе не те видов, каже. Не ме приметил, не ме препознал колку сум добро сте одиграл. одиграли. А и не е ни чудо. 7 деца, кога оди се баѓа на работа, навечер доваѓа, тогаш струја немаше, или имаше по 1 сат, 2 на лампа, и не е чудо што ме не препознал во представата од тие 7 деца. Меѓутоа, покасно, кога се препарли на пеење, тогаш осетив дека аплаузот е голема магија. Аплаузот ме натера да уште како гимназијалец почнам да пеам, потоа у Радио Скопје, да не кажам уживо пеевме со еден микрофон, а сите приредби и концерти беа уживо без микрофони. Сметам дека со пеењето стана популарен, али многу сакав и позивот професор. Тоа сакав сега да ве прашам професорот по историја. историја, омилениот професор по историја во Омилениот економското професор, и можам да ви училиште кажам, Моша Пијаде. И студентите доаѓаат да гледат и да слушат моите предавања, бидејќи пред 40-50 години, бидејќи сум 30 години веќе во пензија, онлайн, тоа што им ја предавав, го гледаа на екран на телевизор. У почетокот носев сам видео, после купивме видео како школо и им зборував деца, еден ден нема да се гурате во автобус, дома ќе гледате предавањата и ќе ви биде можеби полесно. Дали ќе им биде полесно со ова техника или не, Ќе видиме тоа се ќе случи. видиме, да не се разочаруваат, да се трудат, да работат, да учат и тоа што ќе научат да бидат задоволни. Учениците од вашиот клас, генерацијата од 1979, мислам Да. дека беше пред 2 години ми направи едно вистинско изненадување, кога сите со црвени рози за 50 години од матура ве пречека, вие не знаевте, предпоставувам ништо Не. за тоа, со црвени рози и со вашата, една од вашите песни кои што ставија белег на музичката сцена, Црвени рози за вас, мадам. Што се случи тоа? Тоа е најдобра генерација во Македонија. Така. Мојот клас доби награда како најдобра паралелка во Македонија. Дури и ни дадоа награда по Југославија, 10 дена да шетаме, и тоа беше еден импулс и за другите ученици. И таа генерација славеше 50 години и ме изненадија кога влегов, ја пуштија мелодијата Црвени рози за вас, мадам, и прекрасна вечер беше,
Тоа се истите ли оние ученици на кои што им го донесовте Здравко Чолич во училиштето? Да. Во Мошапијада или? Да, сите популарни пејачи со организација на Джаро беа гости во моето школо и тој концерт ни во една гимназија, ни во едно училиште, ни во едно школо не беше организирано како нашето Мошапијада се викаше економското. Сега друго име не препоставувам, Мошапијада? Арсене Јовков. Арсене Јовков се сега вика. И тој им остави голем белег. Со внукот учители. Ме натера дури јас да им пеам. Да, и заедно со Со звездите звездите, од така. Се Југославија. сеќавате што пеавте тогаш? Кажи зашто ме остави пее. Кога сме ке каже зошто ме остави црвени рози за вас, мадам, ќе ни откриете ли за која мадам се црвените рози? За сите дами. За сите дами, така. А денеска за сите пензионерки да се ми живи и здрави. Задржаме малку на вашата музичка кариера. Како беше да се биде популарен во тоа време? Беше прво да те примат во радио комисија. Се сеќам, понеделник беше, во вторник веќе ја настапи поживо во Радио Скопје, кај што се навоѓа Соборната црква, тука Радио Скопје беше. И дававме жива емисија со Никола Бадев, со Сариевски, и ја бев меѓу него првиот пеач што запеав тогаш и забавни мелодии и далматински песни, тогаш беа многу популарни. И аплаузот ме повлече да до ден денеска не можам да се ослободам од музиката. Работам затоа што ја сакам, снимам затоа што сакам да снимам, да надокрадам она што не снимивме во почетокот кога немаше магнетофони и таа техника како денес. Добро, не ве прашав, што му кажавте на внукот кога го гледавте на премиерата? На премиерата бев и возбуден и мислев да му кажам, еве сега ќе му кажам, да работи она што сака, од музиката не се живее, али може да се подобри финансиски дел, нека глуми, али не е лоше да има и нешто резерва. Еден ден, кога ќе престане да глуми, треба па да биде глумец. Jer glumecot ako ne glumi, to više ne je glumec. I da gleda da работи она што сака. Пред емисијата зборувавме кои се вашите две, ми раскажавте анекдоти за една омилена песна која што имате, два телефона. Би сакал мојата композиција два-три телефона и уморен сум. Така? Тоа ми одговара сега. Композициите се мои, а текстот е на Огнен Неделковски. Би сакал да ја чува таа песна. Знаете зашто? Кога си популарен, телефоните звонат. Како професор, телефоните звонат. И кој ме знае и кој не ме знае. Како отидов по пензија, све помалце телефони звонат и останав само на 2-3 телефона. Одите ли често на кафе во кафулето на вашиот син Па Александар? не само да одам, него тоа ми е како библиотека. Така, тоа е таа библиотека за која што Тоа е зборувавме. таа библиотека, каде што па не се седи дома сам. Така. Не се седи и затоа не сме човек да биде ни сам. Добро, кога ги гледате синот и внукот, во кого повеќе се гледате? Внукот послабо го гледам. Он е запатен, учи школо, трчи, али доаѓат. Никола ти Еве, Никола, денеска- Петар. Ти помага ли да те карали историја? Не, кога не, учиш да- денеска ми постелината промени, пред да тргнеме, али нормално и бакшиш. Како стана Манда култно кафиле и свртилиште пред се на сите новинари и политичари? Ова сега? Па не знам како, од кај да знам како. Тоа друштво што е почна да доаѓа, имаше неколку, ајде да кажеме, случки интересни од познати новинари и политичари. Така, тоа се случи. Иначе, одреден круг на новинари и политичари доаѓа. Не сите, некои се плашат да дојдат. Зошто? Не знам, стварно не знам зошто. Али доаѓаат и тоа има интересни муавети. Како е
да се седи со еден куп новинари од различни медиуми Тешко. на маса Многу и плюс и тешко. политичари. И што се случува сега? Како изгледа едно кафе во Манда? Има, значи, погрешно мислење. Таму се луѓе за новинарите зборам, нели, по тоа дека кафичо се знае. Новинарите се од различни, да кажеме, медиуми, различни имаат политички опции, значи различно определени. Но сите се Но од сите, политичка да, сите се рубрика, дружиме тоа. со години и на луѓето не им е јасно. Дури некојаш знаеме да се скараме добро и нема проблем, ќе се смириш, нема она карање, па нема више, неќам да те видам. И луѓето не може да го сватат тоа. Значи, тоа е едно друштво шарено, кое можеш, кој што сака да си каже и нема проблем. Тоа е тоа што се случува и интересно е таа групација што е Сдружение на зависници од политика, како што ги викаат. Се викаат гости од политичари веднаш неделно, како брифинг со новинари, кај што не искача ништо од тоа што е зборено. И тоа е тоа, тој кафич моментално што е, по тоа да кажеме, познат. Често организираш таму и знаеш да највише ајде вечер ќе гледаме фудбал во дојдете Да, во Манда, гледаме ќе организираш фудбал. ли премиера за Стела во Па имавме Манда? премиера Имате у парк, да, да, има постер, све има, тоа Така. е, нема проблем за тоа. Освен што е кафулево свртилиште на политичари и на новинари, односно она што успев да го дознаме дека само Бранко Срвенковски и Никола Груевски не се дојдени во Манда. Вистина ли е тоа? Па Бранко не, Груевски има доаѓано у Мавровка доле, има доаѓано. Ние у исто школа учевме, татко ми му предаваше, мислам, само тогаш никој не го знаеше него. Така да ни комши бевме. Не ми значи ни дали идел, ни дали не идел. Така. Зборувам во времето кога беше премиер. Па Никола Груевски, кога беше премиер, стално кога ќе се видиме, ме поздравуваше и тоа со Сашо, што не им беше јасно на многу луѓе. Што е окей, не има никаков проблем. Да те вратам, имаш и кафана во аеродром? Тоа на базенот беше. На базенот, да. На базенот Бисер, пред тоа имав у трговски Манда Роса и Манда у Мавровка. Манда у Мавровка. И сега да те вратам, у кој период, всушност од сите овие времиња, генерации на излегување и кафулење, ти оставил најголем... Не, првата Манда. Прва, Тој Дуќан уствари татков на татко ми, он го купи за адвокатска канцеларија, ама... Опа, адвокатскава канцеларија стана библиотека. Ја да, студирав правен. Така. Мислам, тоа е најубав период. Студирањето му е супер, тоа стварно. Да плаќа кирија. Да. И од адвокатска канцеларија стана кафич и стварно у тоа време супер и добра екипа бевме, прв диџокеј, тоаш диџокеј по кафичи немаше се појавија. Така, првиот диџокеј всушност во... Јанко беше прв диџеј, Јанко јади бурек со Стела. Стела, мислам, девојката негова тогашна, Стела се викаше, прв диџеј женски беше Стела. Шкипер на Шанг. Така добра екипа бевме таму. Многу интересно беше, тоа траеше. После у трговски Манда Роса, па на базен, кафаната и ова денес. Еве, таман се погоди. Тоа е Баграта, да. Багра Манда, што е за Багра Манда? Тоа беше преку Фејсбук една кавга меѓу Пендаровски и Геровски, кој на Фејсбук ја нарече тоа друштвото Манда Багра, дека свашта зборат, и со Пендаровски некој има нешто, неам поема, некоја кавга од на времето, неам поема, они се и постари така. И ја ќе дојам да го истепам ово и оно и се случи тоа што се случи фарбањето со Геро надвор. И као ај ќе направиме журка Манда Багра и така испадна, таа слика испадна така. Имаме слики Манда и позади Багра. Тоа е тоа, да не потсеќа на тоа време. Добро, ма така ти и профилната фотка на Да, не сега е смене, се е Стела, сега е... Аха, така, да, извини. Сега е друго. Точно. Државен првак во пливање? На време. На времето. Да.
Па добро, сега можеш да се посетиш. Има една фотографија која што сега ќе ни помини, за која што дознавме всушност после премиерата на Да, тоа на е филмот. Мане, ја и Мане заедно пливавме, сега е тренер Маријан Соколовски. И таа фотографија била 93-та од Охридски маратон, каде по фризурава денешна на Оригинал Петар, исти му си, да. заличил на Петар и кога прочитал текстот и ја ставил на Фејсбук. Тоа е амането, татко ти пред да Тоа е влезеш во езероно. Охридски маратон, да, Така? не знам кај беше од Грани до Струга, 10-15 километра нешто. Ја не пливав многу маратони, некев. Го испливали маратонот? Да, го Така. испливав. И на старт, тогаш скок, нели, имаше спортски вестник и не слика, ја поема немам, затоа сега прв пат го видов, али стварно на сликата иста фризура како Петар денес. Се изненадив. Што мислиш денеска, каква е состојбата во сопливачкиот спорт? Нема, тоа е забавна емисија. Не сакаш. Само тоа иде назад, све иде друго напред. Често знаеш да споделиш и ти некое твое мислење на социјалните За мрежи. пливањето, да, пливањето, па не, ние одиме на тренинг, Петар плива, ја некојаш ќе влезам, идеме по такмичење, ја на мастерсон на вакво и тоа е една болна тема која очигледно кај нас не може да се опре. Кога е дедото во прашање, со кого полесно излегувате на крај, со внукот или со синот? Со двајцата и така. 20 и така и Едва така. е. Али добри се. Кој што повеќе наследил од вас, па некогаш во некој од нив се гледа тебе? Па од мене наследил синот, од синот наследил внукот, Така. како рацете што ги кршевме во почетокот. Ја па синот, па внукот сега ногите. Така. Има тука нешто. Има. Ја знам дека природата е чудна работа, чудна магија и колку да не веруваме и не знаеме, па те привлекува дека корените се корени и ќе искористам по прв пат што они не знаат. Татко ми и бил најстар од браќава, а 5 брата биле. Немало у фамилија женско. И чичко ми стално искачала и без план. Без да некаде знае кај ќе оди. Шета по улици, сретва во Ама кафани, иста фризура. пријатели. Се мандал. Значи без план се мандал. И од тука е прво него го викале Манда, Така. па потоа и браќата, па потоа и другите поколенија што доаѓаат Манда. Како во Прилеп, ке отидете и не може да го најдете по име и презиме, него по тој надимок. Така. Така да, мило ми е што задржа тој надимок, да дојдете у Пирот да го барате Томислав Маниц, нема шанси. Али ако кажете Манда, мило ми е што капичот се вика Манда и што они ќе видат Манда исто еден ден, не по име и презиме. И тоа е како бонус сега што го додадовме, ако е вишок, испрлите го. Не, ништо висок. Петар цело време ми доаѓа, му кажам Никола заради улогата Ќе во го викат и филмот. Манда еден ден. Да. Имаш ли трема пред премиерата во Синаплекс или веќе го надмина тоа? Па, вака, кога беше премиерата во парк, имав Така. многу голема трема, ама тоа помина, така Каде да... стоеше, некаде од страна или во Не, пред? седе во средина, каде што имаше посебни места и го гледа филмот и си реков чим јас сум задоволен од филмот, мислам дека нема што трема да имам, така да тоа веќе е надминато. Играш со познати актерски имиња, како беше да се биде во нивно друштво и да се глуми покрај нив? Предобро. Предобро, а? Да. Кој што ти кажа, што те посоветува? Па вака, играм со Дејан, со Христина и со Тони. Во тек на снимањето, тоа е едно друштво што цело време се сфркаваат за најмали работи, што тоа го обожавам. Цело време се смеат, ама кога се работи, сериозни се. Се сваќаат многу озбилно работата, затоа што се сепак големи и професионални глумци. И на сет кога снимавме, цело време зборевме, мислам прво се запознававме, меѓутоа кога со тек на време, зашто тоа се снимаше подолго време,
се опуштивме и почнавме смееме за све. И добро, сега морам да те прашам колку стана популарен кај девојките после премиерата на филмот. Извини, вака. Следно прашање. Значи, наскоро е премиерата на Cineplex. Дали после ова ја засака глумата и дали планираш да продолжиш по тој пат? Вака. Обично велат кога еднаш ќе почнеш Да. да играш на Точно. филм или во театар? Кога почнав да глумам, не глумев, мислам имам уште да учам, немам научено све. Кога пред да ја снимам Стела, снимав и мали кратки филмови во таму каде што идам на глума во Даст Академија. Таму учиме многу работи за глумата и сега после Стела едве чекам нову улога да добијам негде или негде да глумам било каде. Браво. Само да глумам. Викаш кај по мојот пат, ама морам да ти кажам нешто. Актерството си го наследил од дедото, а пливањето од татко ти. Рацете и рацете што ги И рацете што ги крши. Ова повеќе на шега. Не шега, истина е. А вистина? Ние некако се поддржуваме цело време со дедото во муабетот, ама голема чест е што сепак дојдовте дека кај нас во студиото. Јас ви благодарам уште еднаш што бевте гости и се надевам дека разговорот ви помине окей. Фала и на вас. Разберам.